Сакам на самиот почеток да буквално им честитам и да им се заблагодарам на гласачите во општиот центар кои што и покрај сите притисоци, а знаеме какви притисоци имаше, тие излегоа да гласаат. Сведоци сме на повторно едно сценарио кое што го гледавме во изминатите периоди. За жал, реков се повтори, исклучени лифтови, притисоци, особено во јавната администрација, префрлување на гласачи од едно до друго гласачко место, но и покрај тоа дојдовме до резултат кој што, искрено да кажам, и за мене, сите што работевме на оваа кампања е фрапантен. Од она што го добивме како информација досега, над 95% од оние кои што излегува на референдумот гласа за зачувување на автентичноста на ГТЦ. Тоа е фрапантен резултат. Тоа кажува дека ниту ова власт, ниту било која власт повеќе не може да ја чепне автентичноста на ГТЦ. Тоа кажува и еден многу интересен податок според резултатот што го имаме, а тоа значи ГТЦ го доби најголемиот резултат на воопштиот центар, ако споредиме наназад со било кои локални парламентарни председателски избори. Значи, ова е најголемиот резултат што досега некој го добил во општен центар. Продолжуваме и понатаму со битката. За мене и за сите нас овој референдум е прв чекор кон враќање на власта во рацете на оние кои што заслужуваат, тоа се граѓаните. Јас како градоначелник ќе сторам се за ГТЦ да остане ваков како што е и се разбира да продолжам да работам во интерес на граѓаните. Според последната ваша информација, колку гласачи излегоа на референдумот? 40%, да имавме ние реален избирачки список, ќе дојдевме близу 60%, имаме избирачки список како што имаме. Поентата да беше да се даде јасна порака до ова власт дека во општиот центар со 95% од тие што излегле барокот не поминува. Скопје 2014 денеска доби катастрофален пораз. И таа порака ова власт сакал или не мора да ја признае, ова власт или било која една власт, и се надам искрено дека референдуми ќе имаме и понатаму. Но сепак референдумот пропадна. Ако зборуваме за де јуре немаме 50%, ако зборуваме за де факто ова е резултат кој што не може да се избегне никако. 50% и претпоставам дека е многу во оваа ситуација. Ние да имавме и со овој избирачки список, да ги немавме притисоците кои што ги направи владеачката структура, еден невиден притисок кој што не можам да го разберам од аспект на се разбирам да ставот е за или против, но ваков притисок да не се излезе на гласање е нешто што не доликува особено на партија на власт. Меѓутоа одиме понатаму затоа што пак ќе кажам 95% не јас не очекувам. Добро, сега де јуре може ли, како што велите де јуре, може ли власта да го искористи како алиби да го барокизира како што велиме ГТЦ и дали во рацете на општина центар има инструменти да се спречи и понатамошни други инструменти да се спречи? Јас и моите соработници ќе ги искористиме сите можни средства. Ова е една од битките кои што ги правиме. Ако сакате на политички план денеска ВМРО да помени има 7000 гласови помалку од нешто гласови. Значи да имавме ние денеска избори, тоа ќе беше резултат кој што ќе беше срамен. Но јас реков така започнавме кампањата и ќе ја завршиме со тоа што нема да влезам на полето на политиката, тоа беше надпартиско, но со еден јасен став дека барокот во центар не прави. Благодарам. Знаете, јас пред граѓанската иницијатива за ГТЦ сепак емотивно ќе настапам и ќе кажам да, ГТЦ победи денеска. Референдумот и бројките и се останато што е некоја прагматика можеме овој пат да ја преточиме во нешто друго. Ние покажавме, нашиот граѓанин покажа дека цени културата и традицијата. Таа импресивна бројка која што ја добивме во гласањето, во самиот чин и како епилог, колку да референдумот условно кажано не е успешен затоа што не го надмина цензусот, укажува на една нова обврска. Не само оваа иницијатива, туку воопшто луѓето кои што гласале едноставно застана зад оние чекори кои што сега следат. И ни се обврска на нас како активисти, како личности што се залагаат од пред 2 години и го градат процесот на одбрана на ГТЦ од она што му се подготвува и се надевам нема да се оствари. Искрена благодарност до сите оние кои што покажа дека ГТЦ им значи,
и тоа заправо не обврзува и нив и нас да продолжиме, и мислам дека е повеќе од обична мотивација до сега што ја имавме. Се надевам дека нема да го дадеме ГТЦ. Има гушкање понатаму на ГТЦ? Ќе ги предвидиме следните чекори онака како што ќе тече времето, меѓутоа нашиот конкретен следен чекор кој што беше најавен и веќе во последниот чекор до пред референдумот беше да ГТЦ стане репрогласено како културно наследство, што би значило дефинирање на нов режим на заштита, што пак значи гарант за зачувување на неговата автентичност. ГТЦ ќе остане таков како што е, што и да му се подготвува. Тоа е место со дух. Дали имате податок колку гласачи гласале за да остане ГТЦ таков како што е? Од овие 40% колку е тоа по гласачи или колку гласале за? Не можам да кажам точната бројка, не знам точно колку е, меѓутоа реков 95, мислам дека ќе излези повеќе од 95. Може да излезе 98,2% и тоа имаме некои кои што се збунили во гласањето. Тоа е нешто што не може ниту една власт да го пренебрегне. Тоа е факт и поради тоа да се понатаму ќе остане. Би сакал да им се заблагодарам на сите кои што дадоа дел од своето време и ресурси да го направат овој успешен ден. За нас е огромен успех што за прв пат во историјата на општина Центар успеавме да собереме повеќе гласови од било кој кандидат или партија во историјата на локалните, парламентарните и председателските избори. Исто така е битно да се истакне дека од досегашните луѓе кои што воопшто не излегувале на избори или не определени, не успеавме да направиме активисти за едно општествено прашање кое што не е само архитектонско и урбанистичко, туку и многу повеќе од тоа. Успеавме да собереме луѓе да се обединат и да кажат став во однос на прашање за кои што никогаш досега не биле прашани конкретно на избори. И за прв пат откако започна проектот Скопје 2014 докажавме дека барокот нема поддршка. Ако 98 наспроти 2 ги победивме барокните архитекти денеска во општина Центар, јас сум сигурен дека и така ќе биде во иднина и одлуката на другите општини во Скопје, а и во Македонија. За крај би сакал да кажам дека ние, иако ја имавме предвид нелогичноста на законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните, овие бројки ќе беа сосема валидни за цензус, за да речеме, за да се избере председател, но нелогично постои цензус од 50% за да се избере, за да се донесе одлука на локално ниво, замислете. И тоа што ВМРО ДПМН успеа да го изигра тој законски цензус кој што е нелогично поставен, тоа не значи дека волјата на граѓаните не е јасна. И затоа можем да им порачам и на ВМРО ДПМН и на граѓаните дека ние не смееме да застанеме тука, дека ГТЦ е очигледно волја на граѓаните да остане автентичен како што е, и борбата и после овој законски неуспешен референдум мора да се почитува и нашата борба мора да продолжи.